Римјани 12 глава. Од 1 до 8 ќе читаме. Вака вели Римјани 12 глава, Павле запишал вака: Затоа ве молам, браќа, заради Божјата милост, да ги принесете вашите тела за жива, света и угодна жртва. Или пак во англиските преводи вели дека жива, света и прифатлива жртва за Господ. Оти тоа е по-веродостојно. За Господ треба да биде прифатлива таа жртва. Значи Бог ќе ја прифати, ако е прифатлива, нели? Ако е прифатлива, ќе ја прифати Господ. Ако не е прифатлива, нема да ја прифати. И затоа треба да биде така. Да ги пренесете, вика, вашите тела во жива, света и прифатлива жртва за Бог, вика. Или на Бог, или пред Бог, или пред Божиот олтар. На Божиот олтар. Поточно речено. И тоа, века, нека биде вашата разумна служба. Разумна служба. Или нормална служба. Или исправна служба. Логична служба. Вистинска служба. Амен. И потоа вели, немојте да се прилагодувате, вика, со овој свет. Туку преобразувајте се преку обновувањето на вашиот ум, за да можете да ја дознаете која е добрата, угодна и совршена Божја волја. И овде исто преводот во англиската, кој што гледав, пишува добрата, прифатлива и совршена Божја волја. Мола? Да. И потоа продолжува вака: зашто преку благодата што ми е дадена, му велам на секој еден помеѓу вас, да не мисли за себе си повеќе од колку што треба да мисли, туку мислите нека ви бидат насочени кон разумно размислување според мерата на верата. Халелуја. Според мерата на верата која Бог моја дал секому. Или моја доделил. Зашто, вика, како што во телото, како што, вика, телото е едно, вика, и има многу членови, а сите члени немаат иста служба. Вика, така и ние. Мнозина сме едно тело во Христа, а како поединци, вика, членови сме еден на друг. И имаме, вели, разни дарби, според дадената ни благодат. Вика, ако е пророштво, нека е согласно со верата. Ако е служење, нека служи. Ако е некој учител, нека поучува. Кој има дар да утешува, вика, нека утешува. Кој раздава, нека дава богато. Кој управува, нека биде ревносен. Кој покажува милост, нека го прави тоа весело. Алелуја. Те слава Боже. И јас ова ќе го поделам на два дела. Нема да има можност да го испроповедам целото слово, тоа што сум го спремил, и ќе биде на два дела. Така да едниот дел сега, следниот пат, следно ќе зборуваме. Халелуја, за да го разбереме се тоа што Павле го пише во 12 глава, треба да почнеме да ја читаме Римјани од 1 глава. Каде што Павле вели дека сме спасени преку вера, преку милоста Божја. И објаснува цело време дека ние сме според Божјата милост спасени од гревот. Спасени сме од гревот, од законот на гревот на смртта. Спасени сме од смрт, браќи и сестри. Павле кажа од цело време дека ние сме спасени од законот на гревот на смртта. И цело време зборува дека Исус преку својата крв не спаси, дека Бог го испрати својот син и дека преку Христос ние се спасуваме, преку верата во Него, доаѓаме до Бог. Халелуја. Цело време го објаснува тоа
тамо негдека до 9 глава, после 9 глава пишува за Израелот, каде што израелците вика отврднаа и отпаднаа од Божјата волја. Сака вика да постигнат, нели, спасение преку закон, но не е возможно оти вика спасението доаѓа преку благодата или преку верата во Христос. И го објаснува сето тоа и после тука на крај вели дека во 12 глава почнува со тоа вика затоа вика кога свативме, кога разбравме дека сме спасени по милост, дека Бог не спаси од законот на гревот и смртта, дека Бог не спаси од грев, кога разбравме дека преку Божјата крв се спасуваме, кога разбравме што нас не спасува и кој не спасува Исус Христос или Бог, и затоа Павле овде вели затоа, кога го разбравте ова, затоа вика ве молам браќа, заради Божјата милост која е покажана врз нас. Заради Божјата милост ве молам. Вика да ги принесете вашите тела во жива света угодна жртва на олтарот Божји. Овде читаме да како жртва на Бог да ја принесеме. А како се принесува жртва, да ја праша? Жртва се принесува на олтар. Халелуја. Дали некој сме размислувале за тоа? Дека жртвата се принесува на олтар. Халелуја. Славам Господе. Овде Павле вели вашите тела вика во жива и света угодна жртва. Во жива и света. Значи, он сега прави компарација или прави нели разлика од Стариот Завет со Новиот. Каде што во Стариот Завет да принесе жртва требаше да биде убиена. Жртвата требаше да биде заклана и ставена на олтарот со својата крв. И така се простува гревовите на израелците. Но сега, кога Исус умре за нас, јагната Божја, пролеа својата крв, ние имаме друг пристап. Ние сега како живи оживеани во Христос, како живи во Христос, и ти како жив со своето тело доаѓаш пред Христос, пред Бог и пред олтарот Божи го принесуваш своето тело. И го ставаш на олтарот Божи и се предаваш потполно на Господ. Не е пола-пола. Овде јасно вели дека своето тело треба да го принесеш на олтарот Божи. Нема ке делиме пола-пола. Не. Јасно вели своето тело комплетно да го принесеш на Божиот олтар. И тамо да заврши. И тамо да заврши твојот стар човек. И кога ќе го направиш ова, ти мораш потполно да се предадеш на Господ. Ти мораш треба потполно да му веруваш на Христос. Да ги предадеш сите своји грижи, да го предадеш целиот свој живот, да предадеш се што имаш во твојот живот и фамилијата и се, твоите деца, твоите роднини, се што имаш, се, твоите гревови, се што имаш ти, да го принесеш на олтарот Божи и тоаш да се смириш пред Господ и да кажеш Господе, сега ти си Бог над се и над мојот живот. Тоа е принесување на твоето тело. Да се смириш пред Бог и да кажеш Господе, сега ти си Господ на мојот живот. Нема друг Господ освен тебе. И јас ќе ти служам на тебе. Го предаваш твоето тело. Се покоруваш на Бог. Халелуја. Те славам Господе. Многу пати го забораваме ова. Ти кога се предаваш, кога ставаш својот живот пред олтарот, ти треба да се смириш пред Бог. Не да трчаш како изгубен, конфузен целиот. Не знаеш што да правиш. Па натамо, па намо, па со светот, па не со Господ се и дали со Господ. Не. Туку треба да се смириш пред Бог. И Петар вели, 1 Петар 5:6. Што вели Петар? Смирете се под крепката Божја рака. Смирете се. Да се смириш. Да. 1 Петрова 5:6. Да се смириш под Божјата рака.
И вика, што се случува после кога ќе се смириш, кога ќе се предадеш на Господ? Тогаш вика Господ ќе те издигне во право време. Во право време. Кога Господ ќе сака. И кога ќе биде Божјото време, Господ ќе те издигне. Халелуја. И затоа треба да ги пренесуваме нашите тела. Ќе видиме зашто пак навамо сега, нели? И тоа вели да биде вашата разумна служба. Што тоа значи мојата разумна служба да биде тоа? Кажем, Исус, кога беше во градината и кога молеше, татко, избави ме од ова мака. Избави ме од сето ова, рече, не мојата волја, татко, ќе биде, твојата волја нека биде. Исус застана и каже, твојата волја нека биде, татко небесен, не мојата. Тоа подразбира предавање на твоето тело пред олтарот Божи. Веќе ти не живееш. Веќе живее Христос во тебе. И ти треба да станеш следбеник Христов. И те велиш тогаш, Господе, веќе мојата волја не постои, туку твојата волја. Потполно се предавам на твојата волја. Халелуја. И така, откако се предаде на Бог, откако принесеш твоето тело во жива жртва, следната работа што е? Немој да се прилагодуваш на овој свет. Откако го предадал своето тело, го ставив на олтарот, веќе јас нема да се прилагодувам на овој свет. Че нема ја да го следам веќе овој свет. Оти реков, Господе, ти си Господ на мојот живот. Јас го принесов моето тело на твојот олтар. И веќе нема да го следам овој свет. Веќе нема да му служам на овој свет. Ќе му служам на Божи начин. Според Божјата совршена волја. Според Божиот план ќе му служам. Не да се удружувам со неверници. Не да бидам, нели, заедно со неверниците, не можат да ме препознаат дали сум христијанин, не, заедно со неверниците и овој неверник. Не, ти треба да се разликуваш. Како темнина и светлина треба да се разликуваш. Затоа нема да се прилагодуваш. Затоа нема како што се дотеруваат господите во светот и нашите ќе се дотеруваат така како господите. Нели? Кратки, нели, куси, деколтеа, кратки сукњи, колената се гледа. Тоа е интересно, нели? Битно е да те гледаат. Битно е да се вртат по тебе. Треба да си дел од овој свет. Не треба да си дел од овој свет. Треба да си дел од Божјото царство. Тоа се христијаните. Не се прилагодувај кон овој свет, немој да ги зимаш нивните навики. Не се здружувај со нивните идеи, нивните планови. Амен. Немој да се здружуваш со нив. Немој да одиш по кафани да се пијанчиш. Немој да одиш по жени. Не оди по дискотеки, што бараш тамо? Господе, ово има кола, по секоја цена ја морам да имам кола. Не си прилагодувај кон овој свет. Не биде љубомориш. Љубомората е грев. Господ не спаси од гревот. Што е тоа грев? Грев е зло. Грев е зло. Зло дело, злостор, убиство. Гревот е смрт. Гревот е нешто што не излегува од Господ. Гревот е нешто што не е во карактерот на нашиот Бог. Божиот карактер е поинаков. Ѓаволот е лажго измамник. Ѓаволот е убиец. И затоа нема да му служиш на овој свет, на тој начин нема да се прилагодуваш. Халелуја. Но потоа вели што не се прилагодува. Но што треба да правиш? Што треба да правиш? Вика, туку вика, преобразувајте се преку обновувањето на вашиот ум, за да можете да знаете вика која е добрата и угодна, прифатлива, совршена Божја волја.
че треба да се менува мојот ум. Значи, мојот ум треба да го менувам. Зашто треба да го менувам мојот ум? Римјани 8 глава, ајде ќе прочитаме. Пишува за телесниот ум. 8 глава 8-7. И тука јасно Павле објаснува за духовниот и телесниот човек. Што е духовност, што е телесност. 8-7. Видите зашто треба да се менува умот сега. Зашто вика, мудрувањето на телото е непријателство против Бог. Или телесниот ум. Телесниот ум е непријателство на Бог. Тоа е непријателство против Бог. Знаете зашто? Затоа што вика, нема шанс, вика, не е возможно, вика, не може да му се покори на Бог. Телесниот ум. Вика, зашто мудрувањето или телесниот ум е непријателство против Бога, бидејќи не му се покорува на Божиот закон, ниту вика пак може. Дури и не може да се покорува. Од се две различни работи. Од телесниот ум и духовниот ум се сосема различни. Голема разлика има. Затоа треба да се менуваш. Затоа треба да се преобразуваш, да го преобразуваш својот ум. Да го преобразиш. Да го преобразиш својот ум, тоа значи дека треба да ги менуваш твоите идеи, твоите навики, твоите желби, твоите замисли, твоите планови, твоите ставови. Твојот карактер треба комплетно да се менува. Комплетно се треба да се смени. Комплетно. Што значи тоа? Ќе престанам да псујам. Ќе престанам да лажам. Ќе престанам да колнам. Ќе престанам да правам зло. Ќе престанам да крадам. Нема да крадам. Оти Господ има се за мене. Халелуја. Бог има се за тебе. Ќе престанам да живеам во измама. Ќе престанам да се плашам од ѓаволот. Што Господ е моја сила. Халелуја. Треба да се менува твојот ум. Не се прилагодувај на овој свет. Туку менувај го твојот ум. Оти ако продолжиш да живееш со телесниот ум, ти стоиш во непријателство против Бог. Значи, се додека твојот ум не се измени, додека твојот ум не го измениш, додека твоите навики, значи твојот карактер, твоите мисли, твоите замисли, додека не се смени нешто во тебе, додека не се смени умот телесниот, ти си непријател против Бог. Ама ние сме христијани, бе. Джабе сте христијани. Джабе се нарекуваш христијанин. Ако телесниот ум не е умртвен, не е ставен таму на олтарот, пред Бог да го ставиш таму, да Бог го уништи тотално и да нов ум, Христов ум дојде во тебе, ти си непријател против Господ. Не е можно телесниот ум да му се поклони на Христос. Читаме. Не е возможно. Не постои можност да се поклони. И некои се лажат. Некои зборуваат едно друго прават. Тие се тие што не го смениле умот. Едно збориш, друго правиш. Трето мислиш. Така е. Тоа е вистината. Седе дека си таков, ти си непријател против Бог. И знаете што е најголемата тајна во сето таа? Дека Господ нема никош да ти открие својата волја, седе дека ти си на тој стадиум. Седе дека си против Бог, Господ нема да ти открие својата волја. Знаете зашто? Кој од вас ќе се усуди или осуди да застане на својот непријател да му ги каже своите лични тајни? Своите интимни тајни да му ги каже? Има ли некој што ќе ги каже? Збориме за Господа тоа. Зборам ако на твојот непријател, ако ти идеш на твојот непријател, крвен непријател, на ѓаволот му ги кажеш сите твои
интимни тајни, сите твои тајни или сите твои најголеми или како да кажам, најинтимните места каде што може да те повреди и да му кажеш на ѓаволот кои се твоите интимни работи во твојот живот кај што може да те повреди, јас ви гарантирам дека ќе ве сруши. Оти тој ти е крвен непријател. Халелуја. Треба да ги менуваш своите навики. Треба да го менуваш својот ум. Да почнеш да размислуваш како што Христос размислува. Да почнеш да размислуваш, нели Словото вели да размислуваш она што е од десно на престолот Божи. Да го бараш Господ, да копнеш за Господ. Да си жеден и гладен за Господ. На некои места нели пиштеа да си ревносен. Знаете на руски ревност, знаете што значи? Ревност значи љубомора. На руски значи ревност, љубомора. Знаете, треба да сте љубоморни. Да. За Бог. Да. Значи, Бог е вашиот Бог. Вие сте, не знам како, љубоморни сте ако некој друго божество. Не се поклонувате на друго божество. Разбирате ли? Така и Бог е љубоморен кон нас. Ако луѓето се поклонуваат на други божества, Бог љубомори. Оти тој е единствениот. Тој љубомори, знаете зашто? Заради праведност. Не за зло. Туку заради праведност. И љубомори заради нашите животи, затоа што ние сме неговите возлюбени, создадени од Бог. И Бог копне да твојот ум се смени. Бог копне да се промени твојот ум. Одвај чека да го смениш својот ум. Да почнеш да размислуваш како што Христос размислува. И знаете што после? Господ доаѓа и вели, гледате после што пише. Значи читаме се втората, треба да смениш умот, да не се преобразуваш. Дали да не се раководиш според овој свет, туку да го преобразиш својот ум преку Словото, преку Господ, не. Тоа е втората работа. И третата работа вели што? Сега ги прочитаме на 12. И вели вака, и не се преобразете се преку обновувањето, вика, на вашиот ум, за да можете што? За да можеме, вика, да ја познаеме, да ја дознаеме која е добрата, угодна, совршена Божја волја. Се додека не го смениш умот, ти нема да ја знаеш совршената Божја волја. Се додека не се смени твојот ум, не можеш да ја знаеш совршената Божја волја. Ово што пред малку рекол, Господ нема да ти го каже тоа, затоа што си негов непријател, затоа што стоиш против него со својот телесен ум. Ама како е можно? Можно е. Возможно е. И тоа е вистината. Халелуја. И тоа се 3 фази, нели? Павле многу јасно, како Павле го разбрал сето тоа, или како Петар го разбрал сето ова. Петар беше човек кој што постојано стануваше, нели, и он нешто ќе каже, он се знае, он ќе направи, он е ваков, он е таков, нели, и се правеше со својот телесен ум. Се со својот телесен ум, он ќе направи, он вака ќе направи, он ќе направи, и Исус дојде и му рече, слушај, вечер 3 пати ќе се одречеш од мене. И Петар со својот телесен ум, што викаше? Ја ќе умрам за тебе. Разбирате, тој е телесен ум. Со својот телесен ум. Не е со Божиот. И тој рече, не, јас ќе умрам за тебе. И што се случи? Не му се покори на Бог со својот телесен ум. Туку се откажа. Избега, се сокри. И плачеше после. После свати дека сгреши. После свати дека со своји сили и дека умот не му е обновен. И затоа после во своите посланија вика, покорете се. Покори се пред Божјата рака. Покори се, смири се. Преде го своето тело, преде се себе си на Господ. И Господ ќе те воздигне во право време. Во право време. А не да трчаш пред Него. Не да правиш нешто што не треба. Халелуја. Ова се основните работи од секој христијанин. Ова е основата на секој христијанин.
Кога ти ја спознаваш Божјата милост, кога спознаваш дека Господ те спасил, кога спознаваш, дознаваш дека спасен си преку крвта Христова очистен, дека преку верата во Христос ти се спасуваш, дека тоа е милост Божја. Кога ќе сватиш тоа, ти треба да го предадеш своето тело пред олтарот Божје, да го смениш својот ум, за да ја дознаеш совршената Божја волја. Тоа е патот кој треба да го одиш. Тоа е патот кој треба да го одиш. И да не се здружуваш со овој свет. Така ќе успееш ти. Така ќе одиш со Христос. Така Бог ќе ти открие својата совршена волја. Прифатлива, угодна. Нели? Еве вика, значи Божјата волја, што е Божјата волја? Божјата волја е добра. Божјата волја е добра. Божјата волја е добра. Алелуја. Зашто е добра? Затоа што тој ти го сака најдоброто. Божјата волја е добра затоа што Бог го сака најдоброто за тебе. И нема зло во Господ. Во Господ нема никакво зло. И нема грев во Господ. Бог е милостив, полн со љубов. И тој преку својата љубов сака да не благослови нас. Халелуја. Но ти треба да веруваш. Треба да го принесеш своето тело во жива жртва. Да престанеш да се прилагодуваш на овој свет. Да почнеш да го преобразуваш својот ум преку Словото, да почнеш да размислуваш како Христос што размислува. Да ја предадеш својата комплетна волја на Бог. И Бог да ти открие својата добра, совршена волја. Значи прво е добра. Добра е Божјата волја. Халелуја. Следното што е? Угодна или прифатлива. Како станува прифатлива? Со тек на време додека ние го слушаме Господ, додека ние одиме со Господ, додека ние спознаваме, што повеќе спознаваме за Господ, што повеќе го спознаваме нашиот Бог, што повеќе познаваме Божјата волја, таа станува прифатлива за нас. Природно ти доаѓа. Значи природно ти доаѓа прифатлива. Ја прифаќа затоа што е добра, затоа што има благослов во неа, затоа што има милост во неа, затоа што навистина Бог кој дава секако добро. Нели? Секој добро и секој благослов доаѓа од Бог Таткото. И одејќи така, таа станува прифатлива за тебе. Ти ја прифаќаш. Ти е добра. Нема друго. Кој би бил, мислам, кој е некој луд човек да му правиш нешто добро да не го прифати? Има ли таков? Тоа е веќе незнаење. И третата работа вели дека е совршена. Значи е добра, значи станува прифатлива и на крајот си свесен дека е совршена. Знаете зашто е совршена? Затоа што во Божјата волја е сеопфатно, се имаш. Таа е совршена затоа што е сеопфатна и обезбедува све во потполност за твојот живот. Во секој дел од твојот живот. Обезбедува се што ти е потребно. Затоа е совршена. Алелуја. Ама за сето тоа треба труд. Треба труд, тоа нема да дојде туку така. Нема да седите дома и да ви дојде. Нели? Многу христијани мислат дека Господе направи ти. Еве ти твојата волја нека биде. Као, значи тоа е финта. Значи тоа е глупост, тоа е финта. Ти, Господе, ако сакаш, ти сега направи. А демек ти не икеш. Ама Господ прави се. Ај Господ нека направи, ајде. И јас ќе се живеам според овој свет, ама Господ нека направи. Па нема да направи. Оти се овде според твојата одлука. Ти треба да поверуваш, ти треба да се сложиш, значи ти лично, ти треба да почнеш да правиш. Ти треба да влезеш во Божјата волја.
Ти треба да влезеш во Божиот план. Ама ти, а не Господ да ти прави нешто. И Бог не е насилник. Овде, јас кога читам ова, велам и гледам дека Бог се е во твој избор. Сакаш, не сакаш. Сакаш, не сакаш. А ако сакаш, тогаш ќе одиш со Господ. Ако сакаш, тогаш ќе следиш Господ. Ако сакаш, тогаш ќе се менуваш. Ако го љубиш Господ, ќе се менуваш. Ако сакаш да ја спознаеш совршената Божја волја, дека е добра, дека е прифатлива и совршена, ќе одиш и ќе следиш Господ. И ќе го оставиш овој свет. Халелуја. Ама ние сме млади, нели? Треба да преживееме малку. Треба да живееме, млади сме, сега е животот во нас. Па токму заради тоа животот е во Господ. Животот е во Исус. Се што е надвор од Христос е грев. Се што е надвор од Христос е грев. Се што е во Христос е живот. Дали словото вели? Зборот Божји е живот. Бог е живот. Да. Халелуја. И ти не треба да се раководиш според овој свет. Не треба да живееш на начинот кој што живее овој свет. Треба да се прилагодиш на Божјата волја. Многу христијани, Господе, Твојата волја, Твојата волја, Твојата волја, Твојата волја. А овие три работи не ги прават. Многу христијани, така наречени браќа и сестри, сакат да земат или да примат нешто туку така лесно да си дојде. Овде вели дека Господ вика, ако ме љубите, ќе ги пазите моите заповеди. Ако ме љубите, вика, ќе ме барате. А кој ме бара, ќе ме најде. Кој чука, вика, ќе му отвора. Кој ќе ги спознаеш овие три работи, дека Божјата волја е добра, совршена, прифатлива, дека знаеш кој е Бог, кој си влезен во Божјата совршена волја, кога живееш животот на кој Бог сака да живееш, тогаш ти ќе го знаеш и Словото. Тогаш ќе знаеш што ти припаѓа. Ќе знаеш кој си. Ќе знаеш каде си. Нема да луташ како некој изгубен случај, па ќе бараш од црква во црква, ќе бараш добра црква. Исус е добар. Што бара толку добра црква? Што е тоа добра црква? Луѓето се изгубени, луѓето се у конфузија, не знаат, значи не разбираат дека треба да се покорат на Господ. Не разбираат дека треба Господ да го барат, а не цркви да бараат. Доста е од барање цркви, барете го Господ. Па Господ ќе те води каде треба. Па Господ ќе ти покаже што треба да правиш. Ама за сето треба да се покориш. Треба да застанеш пред Господ и да се покориш. И да го бараш Господ. Халелуја. И Господ ќе те благослови, Господ ќе те води. Господ нема да те остави. Халелуја. Павле во почетокот вика кога Господ му се објави. Му се објави, нели, Господ и ослепе. Па потоа му се јави и на Ананија и му рече, ќе одиш во таа улица, таму седи Павле, ќе ги положиш рацете врз него, тој ќе прогледа, вика, и тој ќе ми биде слуга. И потоа вика, додека Ананија доаѓаше, Господ му зборуваше дека Павле ќе се појави, нели, ќе оди пред други нации, не пред Израелот. Ќе дојде пред нееври, ќе оди пред цареви и на крајот ќе иде пред израелците. Това беше трета степена работа. И Бог му зборуваше. Бог му кажа што ќе работи. Бог му кажа што ќе биде со него. И што се случи, Павле? Го слушна се тоа и кога стана, кога прогледа, почна ревносно, дали, да проповеда слово, да прави, не, вака ќе биде, така биде, и му се собра, ќе го убијат. Да.
И вели браќата дозна и го собра, вика, и од тука го спакува, куферчња, и сега, Павле, дома во Тарски си одиш. Нема тука ти галами да дигаш многу. Знаете што сакам да ви кажам? Дото ние како христијани примаме нешто од Господ, доживуваме. И потоа ако изгубени муви без глави, трчаме натека, трчаме на ово треба да правам, тоа треба да правам, вака треба да, онака треба да правам. Кога ти си примил нешто од Господ, ти треба да стоиш и да кажеш: Господе, сега го принесувам своето тело и јас ке чекам на тебе. Оти знаете зашто сите оние што ги гледате христијани што 3 месеци, 4 месеци, 5 месеци, 6 месеци ево Господ искочил ише на проповедална, прави лом, полага раце, луѓе се целуваат, не знам ова, не знам она, човекот вака, човекот така, човекот ова, човекот. Тие се во грешка. Тие се во голема грешка. Во голема опасност да забегат во вештерство. Секој човек што го примил Христос и примил зборот Господ, треба да го направи прво ова. Каже: Господ, ти си Господ, сега го принесувам моето тело при тебе. И јас ќе ти служам на тебе. Јас и мојот дом ќе те служиме на тебе. Твојата волја ми е битна. Моите приоритети ги менувам денеска. Ти си мојот број 1. Ти си приоритетот од мојот живот. Мојот приоритет е сменет. Мојот ум е сменет. Веќе не ме интересира тоа што ме интересирало, не знам. Девојките ќе кажеме накид, не знам ова, не знам. Прекинам за тоа да размислам. Број 1 е Исус. Мажите, коли, станови, не знам, кола, ваква, кола, прекинам да размислам за тоа, број 1 е Исус. Мојот приоритет е Исус. И се смирам пред Господ. И ќе чекам на Господ. И кога ќе се смириш така, Господ ќе те воздигне во право време. Господ ќе ти каже што треба да правиш. Знаете зашто? Затоа што Павле, откако се обрати, после 8 години почна да служи. И после 8 години точно му беше кажано што ќе прави. Беше одвоен од Духот Свети, заедно со Варнава. Сите луѓе што се издигаат за 2-3 месеци или 6 месеци сакаат да бидат нешто, тие се во опасност да забегаат во вештерство. Тоа е опасно. Секој еден човек, секој еден христијанин кој ќе поверува, треба да се предаде на ова, се посвети себе си на Господ и да се посвети на учеништво. Да биде понизен и послушен, да слуша од Господ, да учи од Господ, па кога ќе дојде време, Господ ќе го издигне, ќе го постави тоа што треба да биде и ќе служи во таа служба. Има еден куп такви христијани што се издигаат за 2-3 месеци и после тоа им е хаос животот. Повикот е може би тој да, но не сега. Постои време. Време низ кое треба да поминеш, да се прочистиш, да се обновиш, да се најдеш себе си кој си во Христос. Да сватиш кој е Христос, да сватиш дека Божјата волја е добра, прифатлива и совршена за твојот живот. Да се препуштиш на тоа, да се препуштиш на Христос и да му веруваш во целост, во потполност да му веруваш дека тој ги има сите потребни нешта за твојот живот. Дека тој ги задоволува сите твои потреби во животот. Значи ти треба прво да си цврсто застанат во тоа, па после да можеш да биеш битки. Значи битно е да ја сознаеш Божјата добра, угодна, совршена, прифатлива Божја воја. Најбитно е тоа. Ама за тоа има пат низ кој треба да поминеш. Не може се одеднаш ка грабни и бегај. Нема. Халелуја. За тоа постои пат. Но пред се мора да размислиме за ова. Дали јас потполно сум го предал својот живот на Христос и дали јас потполно со цела убеденост дојдов пред Христос, реков: Господе, моето тело го принесам на твојот олтар и сега сакам твојата волја да биде. Дали доволно го сменив мојот ум? Дали мојот ум е доволно сменет?
Дали моите приоритети се сменети во животот? Што не е сменето, Господе? Ако се уште стоиш против Господ, Господ не може да ти открие неговата добра, совршена волја, прифатлива. Зато треба со сето срце да застанеш, да го испиташ својот пат. Халелуја. Да се предадеш на Господ. Да му го предадеш својот живот. И Господ ќе те издигне во право време. Халелуја. И потоа вели, зашто вика, преку благодата што ми е дадена, му велам на секој еден меѓу вас да не мисли за себе си повеќе од колку што треба да мисли. Халелуја. Туку мислите нека ви бидат насочени кон разумно размислување, според мерата на верата. Кога ти ќе спознаеш добрата, угодна, прифатлива, совршена Божја волја, ти нема да размислаш високо за себе си. Тогаш нема да размислаш високо за себе си, туку ќе размислаш високо за Христос. Оти твојата волја ќе биде подлежна на Христос. И ти ќе размислаш за Христос и ќе го воздигаш Христос, а не себе си. И ќе бидеш понизен тогаш. Кога ќе сватиш која е добрата, прифатлива, совршена Божја волја, ти веќе нема да бидеш надуен, тогаш нема да скока во тебе она гордоста, во тебе нема да скока таа надуеност, дека јас све знам, јас сум ова, јас сум, нема да скока веќе тоа во тебе. Не. Туку тогаш ќе бидеш покорен на Христос. Тогаш ќе речеш Господ, да, Господ е се. Тогаш ќе кажеш Господе, што е ова? Значи ти едноставно, значи верата не е нешто со кое што ние тргуваме. Верата не е нешто со што ние можеме да разменуваме стока. На пазар сме, па вера, нели? Напротив, верата е еден жив и исправен однос со Бог. Тоа е верата. Верата не е нешто со што тргуваме ние. Да имаш вера, тоа значи да имаш жив и исправен однос со Господ. Тоа е вера. Оти верата доаѓа преку Господ. Оти верата доаѓа преку Господ. Како ние ќе слушнеме или како ние ќе имаме вера ако ние не ја знаеме добрата, совршена, угодна, прифатлива Божја волја? Како може ние да имаме вера, да ве прашам? Ако ние не ја знаеме Божјата волја? Како ќе имаме вера? Или нам ни треба вера само за пари? Или која е вера за здравје, тоаш не треба? Кога е вера, нели, за маж, знаеш колку вера имам? Многу верувам. Кога е вера за жена, да, верувам. Верата не е средство за тргување. Да тргуваш, да се пазариш со Господ. Разбирате ли? Верата е единствена валута, ама вреди само од Царството Божие. Не овде. Ама на исправен начин. Да имаш вистинска, исправна вера со Господ. Ама па треба да ја знаеш совршената Божја волја. Ти можеш да читаш дека вера, ама ако ти не знаеш зашто е таа вера, како да ја употребиш таа вера, како да симнам, што да направам, што е тоа вера, разбираме? Ама ти кога ќе се предадеш на Господ и кога ќе го обновиш својот ум, кога ќе сознаеш добрата, совршена Божја волја, тогаш и верата ќе дојде. И Господ така ќе те благослови. И нема да мислиш за себе си високо. Туку ќе мислиш понизно. Оти Павле вика, понизи се. Понизи се, вика Господ, пред Божјата, под Божјата рака. Да се понизиш. Понизен да бидеш. Не да мислиш за себе си високо. Оти се доаѓа од Господ, браќи и сестри. Се доаѓа од Господ.
Секое добро доаѓа од Господ. Божјата волја е добра. Божјата волја е совршена, прифатлива за тебе. И Божјата волја е совршена. Или Божјиот план е совршен за твојот живот. И кога ќе го разбереш ова, зарем вреди да се даде богатството или твоето срце или твојот живот, твојот драг камен да го дадеш на овој свет, вреди ли? Не вреди. Кога ќе сватиш дека Бог е се во се, кога ќе сватиш дека Исус Христос е Господ на твојот живот и дека секој добро доаѓа од Него и дека сите твои потреби се задоволени преку Него. Се имаш во Христос, дека твоето наследство е во Христос, дека твојот пат води кон небесното царство, дека си жив, дека си син Божи, ќерка Божја. Па има ли нешто што може да го преобрати твојот живот? Ако има, тогаш тој човек е луд. Да се откажеш од сите богатства, од наследството, од животот, да се откажеш, зашто? За да завршиш во пекол? Па не е вредно тоа. Не е вредно. Затоа ве предизвикувам, браќи и сестри. Сега вечер кога ќе отидеш дома да кажеш: Господе, сакам мојот живот вистински да го предам. Своето тело да го принесам на твојот олтар, Господе. Сакам, Боже, сакам да го изменам својот ум, сакам да те слушам, сакам да знам, Господе, сакам да знам за тебе, сакам да знам каде е моето место. Сакам, Господе, те љубам, Боже, делувај во мене. Менувај ме, Господе. Сакам. Значи, тоа е битно, да сакаш. Господ нема на сила да те менува. И да видите дека Господ ќе ви зборува. Ќе видите дека Господ ќе ви зборува. И Бог ќе ви открива Неговата волја. Ќе ви зборува за Неговата волја. Ќе стануваме се поблиски до Бог и Тој ќе ни открива волјата, ќе ни открива. Значи, колку пати во животот сме добили откровение преку читање на некој стихови од 100 пати. Си го читал 100 пати, сега си добил откровение. Зашто? Затоа што Господ сега ти ја открива Неговата волја, ти веројатно ти се покорил пред Господ. Си рекол: Господе, сакам, откри ми, сакам и Господ ти открил. Халелуја. Халелуја. И следниот, значи тука ќе завршам. Следната проповед ќе биде според мерата на нашата вера. Каква е таа мерка, ќе зборуваме, на вера? Каква е таа мера на вера? Што е тоа мерка на вера? Како се мерка на вера? Зарем има мерка? Има. Има мерка на вера. Халелуја. Господ е мудар Бог. Тој знае што прави. Ние само треба да се служуваме со Него. Ние треба да се сложиме со Господ. Тоа е најбитно. Се друго Господ прави за нас. Се друго Господ направил за нас. Халелуја. Халелуја. Сакам сега да исповедаме дека Божјата волја е добра, е прифатлива, е совршена за мојот живот. Секој ден сакам тоа да го исповедам. Да станеме. Халелуја. Халелуја. Јас ќе водам молитва. Окей? Слава Боже. Во молитва и во исповедање на Словото. Халелуја. Господи Исусе, доаѓам ова вечер пред Тебе, Боже. И Господи, јас се молам, Боже, да ми дадеш сила, храброст и одлучност ова вечер да го принесам своето тело на Твојот олтар. И Господе, да продолжам во промена на мојот ум, да го преобразам својот ум, да размислам според Тебе, Господ, според Твојата волја. Халелуја. И Те молам, Господе,
Да ми откриеш Твоята добра воля. Твоята прифатлива воля. И Твоята совршена воля. За мојот живот, Господе. Халелуја. Совршената Божја воля е добра. Божјата воля е добра. Божјата воля е прифатлива за мене. Божјата воля е совршена за мене. И јас ја прифаќам Божјата воля. Јас се покорувам под Божјата воля. Се покорувам под Божјата света рака. Во името на Исус Христос. Амен. Халелуја. Слава Господе. Парија салахарен. Халелуја. Слава Боже. Халелуја, тука завршува службата. Значи следниот пат ќе зборуваме за мерка на вера. Халелуја. Нека Господ ве благослови и благодарам што дојдовте на оваа богослужба. Верувам дека Господ ви зборуваше на вашите срца. Амен.